Муслимани, обичаи, верувања, култура и традиција. Муслиманите се луѓе кои ги следат или практикуваат исламот, аврамска монотеистичка религија. Зборот муслиман потекнува од арапски и значи покорник на Бога. Муслиманите се сметаат дека Куренот, нивната света книга, е зборот Божи, збор што му е објавен на исламскиот пророк и гласник Мухамед. Мнозинството муслимани исто така ги следат учењата и практиките на Мухамед. Од 2015 година, према записите, 1,8 милиарди народ или околу 24,1% од светската популација се муслимани. Според процентот од вкупното население во регионот што се смета себе си за муслимани, 91% се на Блискиот Исток, Северна Африка 81%, во Централна Азија 65%, во Кавказ 40%, во Југоисточна Азија 31%, во Јужна Азија 30%, во Субсахарска Африка 25%, во Азија и Океанија колективно околу 6%, во Европа и во Америка околу 7%. Повеќето муслимани се од една од двете доминации, сунити од 75 до 90% и шиити 12 до 17%. Околу 12% муслиманите живеат во Индонезија, најголемата земја со мнозинско муслиманско население. 31% од муслиманите живеат во Јужна Азија. Најголемата популација на муслимани во светот, 20%, на Блискиот Исток, Северна Африка, каде што е доминантна религија, и 15% во Субсахарска Африка. Муслиманите се огромно мнозинство во Централна Азија. Мнозинството во Кавказ и широко распространето во Југоисточна Азија. Индија е земја со најголемо муслиманско население надвор од земјите со мнозинско муслиманско население. Големи муслимански заедници има и во Америка, Кина и Европа. Исламот е најбрзо растечка религија во светот. За да станете муслиман и да се преобратите во ислам, од суштинско значење да се изговори шахада, еден од 5 столбови, декларација за верата и довербата, која исповеда дека постои само еден Бог и дека Мухамед е Божи гласник. Религиозните практики на муслиманите се најбројни во 5 столбови на исламот. Објавување на верата, дневни молитви, салах, милостина, зекат, пост во текот на месецот Рамазан, сам и аџилак во Мека, барем еднаш во животот. Демографски податоци за најнаселени места со муслимани се најнаселена земја на мнозинското Индонезија со 12,7% од муслиманите во светот. Следен е Пакистан со 11%, Бангладеш со 9,2%, Нигерија 5,3% и Египет 4,9%. Околу 20% од муслиманите во светот живеат на Блискиот Исток и Северна Африка. Големи малцинства има и во Индија, Кина, Етиопија, Америка, Австралија и делови од Европа. Земја со најголем процент на само наречени муслимани, или што се декларираат како муслимани, како дел од вкупното население, е Мароко. Над 75 до 90% од муслиманите се сунити. Втората и третата по големина секти, шиитите и Ахмадија, сочинуваат 10 до 20% и 1% соодветно. Со околу 1,8 милиарди следбеници во 2019 година, речиси четвртина од населението на земјата, исламот е втора по големина најбрзо растечка религија во светот, пред се поради младата возраст и високата стапка на плодност на муслиманите, при што муслиманите имаат стапка од 3,1 во споредба со светскиот просек од 2,5. Според истата студија, промената на верата нема
влијание врз муслиманското население, бидејќи бројот на луѓе кои го прифаќаат исламот и они кои го напуштаат исламот приближно е еднаков. Студијата на Пејв центар во 2016 година покажа дека муслиманите имаат најголем број приврзаници на возраст од 15 години, и тоа 34% од вкупното муслиманско население, од која било голема религија, додека само 7% се на возраст над 60 години. Најмал процент од кој било голема религија, според истата студија, муслиманите имаат највисока стапка на фертилитет 3,1, од која било голема религиозна група. Култура. Муслиманската култура или исламската култура се термини што се користат за да се опишат културните практики заеднички за муслиманите и историските исламски луѓе. Раните форми на муслиманската култура од калифатот Рашидун до раниот период на Омајад биле претежно арапски, византиски, персиски и левантиски. Со брзото ширење на исламските империи, муслиманската култура влијаеше и асимилираше многу од персиската, египетската, кавказската, турската, монголската, јужноазиската, малајската, сомалиската, берберската, индонезиската и моро култура. Исламски празници. Во исламот има два официјални празници: Еид ал-Фитр и Курбан Бајрам. Двата празници се случуваат на датуми во лунарниот исламски календар, што е различно од грегоријанскиот календар базиран на сонцето, па затоа се забележуваат на различни грегоријански датуми секоја година. Постојат голем број други денови на забелешка и фестивали, некои заеднички за сите муслимани, други специфични за шиитскиот ислам како целина или неговите гранки. И Фитир Бајрам и Курбан Бајрам следат период од 10 свети денови или ноќи. Последните 10 ноќи од Рамазан, Ид ал-Фитр, и првите 10 дена од Зу ал-Хиџа, Курбан Бајрам, на ноќта на моќта. Еден од последните 10 ноќевања на Рамазан е најсветата ноќ од годината. Спротивно на тоа, денот на Арафа, ден пред Курбан Бајрам, е најсветиот ден во исламската година. Дополнително, петок се смета за најсвет ден во неделата, а во исламската традиција се смета за прослава сам по себе. Петочните молитви, џума, се собраниски молитви што се одржуваат во џамиите, а муслиманите се охрабруваат да носат чиста облека, парфеми да се капат. Вообичаено е да се јадат посебни оброци со семејството на овој ден. Еид ал-Фитр се слави на крајот на Рамазан, месец на пост, во текот на дневните часови, а муслиманите може да вршат дела на зекат, милосрдие. По тој повод, кој започнува откако ќе се види младата месечина за почетокот на месецот Шавал, прославата започнува со молитви утрото на први Шевал, проследено со поедок и често славенечки оброци во текот на денот. Славенечки оброци во текот на денот. Курбан Бајрам се слави на 10-тиот ден од Зу ал-Хиџа, кога се одржува аджилокот Хадж и трае 4 дена. Муслиманите можат да извршат чин на зекат и пријателство со колење овца и делење на месото на семејството, на пријателите и на сиромашните. Муслиманите исто така се охрабруваат да бидат особено пријателски расположени и да допрат еден до друг во овој период. Верските практики муслиманите го слават како кога Куранот му беше објавен на Мухамед со пост од утрото до зајди сонце за време на Рамазан, 9-тиот месец од исламскиот календар. Постот е почистувачко искуство за муслиманите да можат да стекнат сочувство и да продлабочат својата вера во Аллах. Чинот на постот ја представува состојбата што ја доживува сиромашниот, кој
Иако е веќе гладен, мора да пости и за Рамазан. Муслиманите постат одбивајќи си храна, вода и секаква поврзана сексуална активност со нивните супружници. Но луѓето со хронични болести или нездрави, болни, например, состојби, како што е диабетес и деца се ослободени од постот. Патниците и жените кои имаат менструација или дојат бебе се ослободени од постот, но од нив се бара да постат подоцна. Постот од страна на една личност може да биде џабе ако се прави религиозно забранети дела, како што е гиба, загрозување на другите и измамување на другите. Датуми и празници и други денови на белешка. Исламскиот календар се заснова на синодскиот период на револуцијата на месечината околу земјата. Приближно 29 од една половина, 29,5 дена, исламскиот календар ги менува месеците од 29 и 30 дена, кои започнуваат со младата месечина. 12 од овие месеци ја сочинуваат исламската година, што е 11 дена пократко од грегоријанската година. Некои грегоријански датуми може малку да се разликуваат од дените, а исто така може да се разликуваат по земја. Подобро видете во исламски календар.